Поминаа повеќе од 4 години од представувањето на третата генерација на Суперб, така што Шкода повеќе не можеше да чека. Освежената чешка лимузина ја очекувавме во Женева, но сепак беше одлучено премиерата да биде на светското првенство во хокеј, што овој месец се одржа во Братислава. Низиниот динамичен и елегантен изглед опсежно е доработен со новата маска, браниците и светлата. А тие не се било какви, туку за прв пат со Matrix LED технологија. Задниот дел дискретно е нагласен со хромираната лајсна и надписот Шкода место амблемот на марката, а сето тоа вкомпонирано со модернизираната моторна понуда. Во неа повторно за прв пат се среќава уште една голема новост – плагин хибриден погон позајмен од Passat GTE. Неговите 218 коњски сили братски по половина ги произведуваат 1,4 литарски TSI агрегат и електромотор, а батеријата од 13 киловат-часа обезбедува 55 електрични километри. На купувачите на Суперб на располагање ќе им биде уште ISO 3 бензинци и 3 дизели, познати од поширокото семејство на Volkswagen. Најслабиот има 120, а најсилниот 272 коњски сили, кои заедно со погонот на сите тркала одлично ќе им дојдат на љубителите на природата во скаут верзија. Таа е за 15 мм повисока од стандардната и доаѓа само во карафанска изведба. Сите верзии имаат автоматизирани DSG менувачи со 6 и 7 степени на пренос. Суперб скоро во целост ги има задржано димензиите и просторноста на внатрешноста, во која сега се среќаваат многу напредни нешта кои доскоро не би ги очекувале во возилата на Шкода. Чесите гордо ги истакнуваат новиот инфозабавен систем и дигиталната инструмент табла, но и широката листа безбедносни системи на која се среќава и динамичката контрола на подвозјето. Покрај Суперб, Шкода подготви уште еден свеж новитет – електричниот Citigo. Малиот градски модел е ребрендирана верзија на Volkswagen e-Up, но за разлика од него има двојно поголеми батерии кои му обезбедуваат автономија од 265 км. Електромоторот од скромни 83 коњски сили ќе го забрза до 100 на час за 12,5 секунди, а максималната брзина му е ограничена на 130 км на час. Од обичниот Citigo се разликува по стилските детали кои го навестуваат неговиот електропогон, затворената маска, поинаквиот браник и уште 2-3 ситници. Првите пробни 10 примероци веќе се направени и испорачани на избрани клиенти заради тестирањата во реални услови на експлоатација. Сериското производство ќе започне во втората половина од годинава, а цената не е позната. Неофицијално се споменува дека нема да надмине половина милион чешки круни, што е нешто помалку од 22.000 евра.